Под слоганот 100% посветени за тебе, председателот на владата Мицкоски утре ќе ја презентира досегашната работа, проекти и мерки кои беа спроведени изминатите 100 дена. Што за овие 100 дена успеа да сработи новата влада? По што тие ќе останат запаметени и колку граѓаните се задоволни од незиното работење во овој период? Задоволни сум од председател на владата, се е уредо. Не сум, џабе ми. Па се залагат луѓето, како има некои резултати, па ќе се види. Добре, трудат се луѓето. Никогаш не сум задоволен. Граѓанското расположение е најважно, но најголеми добитници во овие 100 дена се пензионерите. На нив веќе од денес им легнуваат по 2500 денари на сметките и први го добија тоа што го бара. Задоволен сум, 2,5 ледарки са пари више од днешно време, таман да покрием покачувањето што го најавија трговците. Инфлацијата ги изеде, Не, тоа не е реално покачување. Брзото покачување па секако. Да, само што цените на другите работи се покачија, така да инаку е добро, урети. Добро, не сме многу, ама па добро. Не сум задоволен. Во овој период Мицковски зазеде став во односите со Бугарија и преговорите за Европската унија. Во државата внесе 500 милиони евра, од кои половината ќе бидат за општините и ветува жестока борба против криминалот. Сето ова е малку за опозицијата, а нивниот став за првите владени 100 дена е следниот. Ги излажеа и изневерија граѓаните во секој сегмент. Државата страмоглаво оди надолу, а во МРДПМН води погрешна политика. Назадување има на сите полиња и со оваа власт на Македонија ништо добро не и се пишува. Велат од Социјалдемократскиот сојуз за досегашното владење на ВМРО-ДПМН со државата.